Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитуван народен правобранител Насер Зибери. Во цело се согласувам со вашето обраќање до парламентот дека е неопходно час поскоро да се разгледа овој извештај и да се постапи по истиот, затоа што според мене извештајот е многу добро сработен, реален приказ на состојбите во многу области каде што затајува правото и секако тие препораки и заклучоци се неопходно да стигнат до самата влада, односно до парламентот, ние да ги разгледуваме како такви, се со цел да можеме да излеземе во пресрет на граѓаните на Република Македонија, уште повеќе што доаѓа на дневен ред и извештајот за 2022 година. Меѓутоа, ако се погледне односот на владата генерално кон институцијата Народен правобранител и кон Собранието, тогаш можеме да заклучиме дека сите овие апели на некој начин се само пуста желба, затоа што ако го погледнете и Законот за Народен правобранител, јавност на работата, член 36, владата на Република Македонија на секој 6 месеци го информира Собранието на Република Македонија за спроведување на препораките од став 3 од овој член. Значи, тоа што треба да го изработи. Верували или не, јас веќе сме трета година во парламентот, таков извештај се уште нема виден од владата, со што само ја потврдува мојата теза дека владата воопшто нити се грижи за работата на народниот правобранител, нити ја интересира односот влада-собрание на еден фер и законски регулиран однос, со што се потврдува тезата дека владата си го тера својот филм, си ја тера својата политика без обзир на сите останати институции. Така да на тој начин едноставно излишно е да бараме од институција како владата поголема степен на соработка, се до моментот додека не ги сменеме законите и за народен правобранител, каде што владата ќе ја уврземе со одговорност, прекршочна, кривична, доколку не постапува по вакви закони. Можеби и тоа треба да биде една од препораките и тема за размислување, за да овакви извештаи, кои се и текако за поздравување, го исполнат својот ефект, односно да дадат позитивна насока во општеството. Некој седнал, работил цела 2021 година, еве се кажавте дека сте работели и во 2022 година, меѓутоа за ова да се ефектуира. На некој начин мора владата да ја обврземе сето тоа да биде обврска, а верувајте, морал и однос, ферски, партнерски однос кон институциите од оваа влада немојте да очекувате. Тоа што сакав да го дискутираме баш во таа насока, затоа што пред мене е една анализа на состојбата со предметите, представките по години, и тоа 2018, 2019, 2020, 2021 година. Ке се задржам најпрвен за 2021 година. Во извештајот се нотирани 2686 предмети редовни и за останати 389 предмети од претходните години со цел да се работат во тековната 2021 година, што сумарно прави некаде 3075 предмети по кои постапало представки, по кои постапало народниот правобранител. Интересно е тоа што еве ќе ги наредам некако по редослед, доминираат представките од правосудство, право на детето, потрошувачки права, работни односи, социјална сигурност и заштита, состојбата во затворите, имотно-правни односи и така натаму и така натаму. И тоа така натаму се наведени уште многу сфери каде што имаме представки од граѓаните до народниот правобранител, што укажува на реалната ситуација дека ние имаме генерално проблеми со остварувањето на правата на граѓаните во многу сфери, што не е добро за државата и е лош сигнал во какви услови живеат нашите граѓани и како тие стигнуваат до правдата. Дополнително, ако се погледне
трендот, например, не реков, доминантни се представките од правосудство, меѓутоа тие се доминантни и во 2018, 2019, 2020, 2021 година. Истото се случува и со работните односи, потрошувачките права и така натаму. Значи, низ годините, иако генерално постои една тенденција на намалување на бројот на представки, меѓутоа, онамо каде што имаме проблеми, повторно се јавуваат проблеми ни секоја година. Што јасно укажува на трендот, дека иако вие ги давате овие јавни извештаи до собранието, односно ги препраќаме до владата, како такви усвоени од собранието, јасно укажува на фактот дека не се постапува по истина. Односно, владата не ги коригира своите слабости, своите аномалии, нити во делот на ефикасност спроведување на законите, нити во промена на законодавството. Што уште еднаш се докажува како теза дека владата не е партнер во овие односи нити на собранието, нити на народниот правобранител, затоа што не ги решава проблемите. Значи, некои ги сервира проблемите на владата и треба да се постапи. Меѓутоа, еве 4 години анализа, доминантни се проблемите од правосудството и никој не се занимава со правосудство. Што е поразително за државата. Жалошно е што прочитав во вашиот извештај дека екипираноста загрижува. Според вашите проекции треба да има кај народниот правобранител 183 работни места, меѓутоа потполнети се само 85 работни места. Ова е ужасно. Ова е, кога ќе пресметате процент, 46% од работните места се потполнети. Значи, со помалку од половина капацитети, народниот правобранител работи и прави добар извештај, што е за поздравување, меѓутоа и реално треба да се упати критика. Зашто имаме ваква состојба? Зошто не му се дозволува на народниот правобранител екипираност по овие извештаи да бидат уште подобри? Загрижува фактот и со финансирањето, односно буџетирањето на народниот правобранител. Трошоците во 2021 година се намалени за 6 милиона денари. И на некој начин, место да ги подобруваме ресурсите на народниот правобранител, ние кратиме. Кратиме и ономо каде што не треба, а гледаме на секој ден на разни тендери, на слабости на владата да ја повлечат правилно еврообврзницата, се губат милионски суми. И никој за тоа не одговара во оваа држава, загуба од 18 милиона евра, затоа што некој не стави подпис на еврообврзницата, и ние тука после ќе кратиме од буџетот на институциите кои во суштина треба да бидат коректив на владата. Не е заинтересирана владата за никакви корекции и тоа е поразително. На крај, да не должам многу, предизвици пред јавното правобранителство и нас како парламент секако постојат многу, меѓутоа ве охрабрувам јавно да ја критикуваме владата и пред се и собранието и комисијата за финансирање и буџет не смее да се крате на некои институции во однос на финансирањето. Не смее да се дозволи половична екипираност на институции како народниот правобранител. Нема независност со неекипирани и слабо подготвени од буџетски аспект институции. Ви реков, според мене решение во законите да ставиме одговорност на одговорните затоа што не ги спроведуваат тоа врските кои им се дадени согласно устав и закони, односно не ги исполнуваат очекувањата од местата на кои се поставени. Тоа е поразително за оваа држава и според моје длабоко убедување, ако некој не сноси одговорност материјална, кривична, парична, прекрашочна, тој никогаш нема морално да постапи кон подобрување на работите. Се надевам дека во иднина можеби ќе ни дадете и некои пресеци, еве и за 22 година, покрај тоа што се реални представки, тоа што не го гледаме како представка од граѓаните, односно некои јавни тенденции во некои сектори, онамо каде што имаме помалку представки, меѓутоа според мене веќе и постојат тенденции граѓаните да не пријавуваат. Иако се засегнати од одредени слабости, меѓутоа веќе довербата во судството, во правосудството е страшно ниска, 3% не задоволува никакви околности. И на крај ви честитам за реалното оценување на образованието во 2021 година, каде што имавме многу проблеми и на штета на дечињата.
Благодарам.